Во отсутство на автомобилските новости, поради божикните и новогодишните празници, може да се посветиме на теми кои инаку би ги компримирале. Политиката на Европската унија кон автомобилските производители од стариот континент предизвика лавина проблеми во кои сите марки се дават. Тоа не се само финансиски неволи, туку се поставува прашање за опстанок на европската автомобилска индустрија. Следуваат флеш вестите. И најстариот производител на автомобили во Кина, Hongji, фрли око на Европа. Марката, која сега е присутна само во неколку земји, до 2028 година планира големо проширување и лансирање дури 15 електрични и хибридни модели. Сметајќи европската експанзија неопходна за својот глобален раст, на нејзината поддршка веќе е отворен дизајнерски и развоен центар во Минхен. Се истражуваат и можностите за локално производство на некоја локација во Јужна и Источна Европа или пак во Нордискиот регион. Со оглед дека цените ќе бидат клучни за успехот на Hongji, ќе биде напуштена сегашната стратегија за нудење само луксузни модели. Најефтиниот во моментот во Европа чини околу 40.000, а најскапиот преку 100.000 евра. BYD ги создаде своите соништа. Компанијата, чие име е кратенка од Build Your Dreams, досега произведе 15 милиони новоенергетски возила, како што кинезите ги нарекуваат електричните и плагин хибридите. Успехот е поголем кога се знае дека ако за првиот милион требаат 13 години, за последните 13 месеци беа направени 5 милиони возила. Компанијата, основана пред 3 децении, со производство на возила започнава од 2003-та. На почетокот служеше за подсмев од страна на големите играчи, но сега има милион вработени и преку 110 држави и региони низ целиот свет продава околу 1/5 од своето производство. Во Европа е присутна во 33 земји со повеќе од 1000 продажни места кои до крајот на 2026 треба да се удвојат. Дојде крајот на еден амбициозен проект. Рено ја згасна својата филијала Mobilized. Настана пред 5 години со големо преструктурирање на групата како четврта нејзина марка со намера на пазарот да донесе една поинаква визија за идната мобилност, исклучиво електрична со фокус на заедничко користење возила, такси и доставните компании и слични дејности. Од мноштвото идеи како тоа да се спроведе во реалност се реализираа само две. Седан од Лимо со кинески корени и малиот Дуо, од кој беше изведена неговата доставна варијанта Бенто. Заради не до крај јасните цели, резултатите беа катастрофални, така што овој експеримент практично згасна уште пред да може да ги покаже своите потенцијали. Toyota му се поклони на Трамп и од наредната година на домашниот пазар ќе започне да продава возила произведени во Америка, со намера, како што е наведено, да се подобрат трговските односи меѓу двете земји. За почеток, само со цел тестирање на побарувачката и интересот на купувачите, ќе бидат понудени лимузинскиот Камри, кросоверот со 3 реда седишта Highlander и пикапот Тундра. Се очекува политичкиот притисок да потикне и промена на прописите и Јапонија да одобри продажба на автомобили хомологирани во Соединетите Американски држави без нивно повторно тестирање. Со тоа ќе биде отворен патот и други производители да применат неортодоксни стратегии за настап на домашниот пазар. Најчесто се споменува Honda и Nissan. Сепак, со оглед на повисоките трошоци за производство и цената на транспортот, останува нејасно колку ваквите планови имаат финансиска смисла.
Дополнително, од американски извори се дознава и дека администрацијата на Трамп инсистирала продажните мрежи на домашните производители во Јапонија да бидат отворени и за американските марки. Согласно новата стратегија за настап на европскиот пазар, Great Wall ја лансираше и својата марка Haval, специјализирана за теренски возила. Честа да биде прв нејзин представник ја има хибридниот H6, кој располага со иновативна технологија за пренос на силината. Располага со системски 243 коњски сили, произведувани од 1,5 литарски бензинец и електромотор, кој 4,7 метри долгото возило го забрзуваа до 100 на час за 8,3 секунди, при тоа трошејќи просечни 5,9 литри гориво. Максималната брзина е лимитирана на 175 км на час, а за возните својства и удобноста се грижат задното мултилинк ослонување и премиум опременоста. Производителот дава 5 години гаранција на возилото и 8 на батериите, а цените во Германија стартуваат од 32.000 евра. Треба да напоменеме дека овој модел веќе е достапен на некои пазари, меѓу кои и на нашиот, кои делуваат независно од европската мрежа на Great Wall. Нисан во својата фабрика во Сандерленд, Велика Британија, започна со производство на третата генерација на електричниот лифт. Моментот е значаен бидејќи е конкретен чекор во спроведувањето на стратегијата наречена EV36Zero, која ги поврзува производството на автомобилите, батериите за нив и обновливите извори на енергија. Вложувајќи во него 450 милиони фунти, Нисан јасно покажа дека смета на долгорочната електрификација. Трансформацијата на фабриката, во која работат 6000 луѓе, и донесе 137 нови преси, 78 високотехнолошки работи и 475 автоматизирани возила за достава на деловите и компонентите на монтажната лента. Затоа е направено дигитално мапирање на целиот простор, а се користи и виртуелна реалност која помага за побрзо идентификување на застоите, попрецизно планирање и овозможува поголема флексибилност на производството. Посебно интересна новата станица за вградување на батериите, каде тие во целосно автоматизиран процес со 26 завртки се фиксираат за само 56 секунди. За совладување на новите технологии вработените поминаа вкупно 360.000 часови обука. Покрај лиф, од идната година тука ќе започне производството и на електричниот џук. Кија излезе со голема најава. Планира да подготви наследник на легендарниот Stinger. Тој треба да произлезе од концептот Vision Meta Turismo, настанат место роденденска торта по повод 80 годишниот јубилеј на марката. Идејата е со него повторно да се потврди духот и на одлучноста која задвижуваше компанијата од самото основање и да се покаже преданоста во зачувувањето на наследството. Комбинирајќи ги динамичките перформанси и со атрактивен изглед, Vision Meta Turismo има преден дел налик на носна ајкула со контрастна црна маска, аглесни светла и тенки отвори за воздух. Остро налегнатото ветробранско стакло доминира со силуетата која завршува со едноставен заден дел со интегриран спойлер, светла со облик на бумеранг и елегантен дифузор. Внатрешноста е футуристичка, а деталите за погонот и евентуалните планови за производство изостанаа. Од Kia сепак добивме ветувања дека наскоро ќе дознаеме повеќе за овој концепт кој засега е само служи како провокативна најава за идниот правец во кој ќе се развива марката во поглед на дизајнот, иновациите и перформансите.
15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години обштествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Фронтера. Уоу, колку многу простор. Вау, ова беше брзо полнење. Новата Opel Frontera од 21.000 евра. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години обштествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Заедно со изјавата на првиот човек на компанијата, Томас Шефер, дека развојот на мали автомобили со бензински мотори повеќе нема смисла, Volkswagen откри нови детали за идниот електричен Polo, кој се смета најважен германски автомобил што ќе пристигне во 2026 година. Со представувањето на деталите ќе се потсетиме на повеќе од 5 децениската кариера на Polo, кој на пазарот се појави во 1974 година. ID Polo е втемелен на преработената MEB Plus платформа и ќе стартува со 3 нивоа на моќност на електромоторот од 116, 135 и 211 конски сили, додека спортската GTI изведба со 226 коњи ќе следи малку подоцна. Послабите верзии ќе користат батерии од 37, а посилните ќе имаат капацитет од 52 киловат-часа, кои ќе им обезбедат автономија до 450 килограми. Со цел да се илустрира просторноста што новиот помал и поефикасен електромотор и рамно поставените батерии го овозможуваат, објавено и дека идниот Polo ќе има багажник од 435 литри. Цената би требала да стартува околу 25.000 евра, а сегашниот бензински модел ќе остане во понуда уште некое време. Затоа и сега е моментот да се потсетиме што се Polo постигна во изминативе 5 децении колку што е на пазарот. Покажувајќи дека и малото може да биде големо, кога се појави во 1974-та, постави нови трендови во сегментот, додавајќи му ги типичните предности за марката Volkswagen, квалитетот, безбедноста и комфорот. Кога компанијата бараше замена за остарената буба, имаше на ум повеќе предлози. Анализирајќи ги детално, тие го сватија потенцијалот на малните хеджбек возила со современа механика.
Изборот падна на Голф, а Ауди како замена за линијата мали седани на НСУ со мотор назад започна да го подготвува второпласираниот кандидат од интерниот надпревар. Во дизајнот на новиот автомобил, кој беше развиен за само 21 месец, учествуваше и Бертоне, а согласно тогашната номенклатура ја добија знаката 50 според бројот на конски сили. Само 3,5 метри долгата и стилски префината каросерија во која беше вградена современа механика не ги остави рамнодушни челниците на компанијата. Така, кратко време после лансирањето на Audi 50 како негова поевтина изведба се појави и Volkswagen Polo. Иако имаше мотор од само 895 кубни сантиметри со скромни 40 конски сили, се наметна на пазарот постигнувајќи огромен успех. И тоа убедливо. До 1978-та Audi 50 се продаде во 180.000 примероци, а првата генерација на Polo, која се произведуваше некоја година повеќе во 4 пати поголеми бројки. Затоа значајно придонесе и константното подобрување на понудата, која беше проширена и со негова седан верзија лансирана како Volkswagen Derby. Со секоја генерација, Polo дополнително се развиваше. Втората од 1981 година, која беше резултат на длабока модернизација на претходникот, остана во сеќавањата по спортскиот призвук кој го донесе купе верзијата, посебно во G40 изведбата. Нејзиниот мотор со спирален компресор со 116 коњи го дотеруваа малиот тркач до 100 км на час за 8,1 секунда и до максимални 196 км на час. За другите пак за прв пат на располагање беше и со дизел мотор, кој од своите 1,3 литри со скромна потрошувачка извлекуваше 45 коњи. Посебно запамтена е третата генерација од 1994-та, која направи голем скок напред, не само од технолошки аспект. Дизел моторите значително се расширија низ гамата на чиј пиедестал се постави GTI верзијата со 1,6 литарски мотор, прво со 120, а потоа и со 125 коњи. Многумина се сеќаваат и на лимузинската и караванската изведба, кои суштински различни од хеджбекот беа ребрендирани верзии на Seat Cordoba и одлично прифатени од купувачите. Со значително зголемување на димензиите, четвртата генерација од 2001-та понуди ново ниво на комфор и безбедност и како сериска опрема имаше предни и странични воздушни перници, сервоуправувач и систем против блокирање на сопирачките. Посебен предизвик за купувачите беше и протеренската крос изведба со која понудата беше проширена. Петтата генерација од 2009-та му донесе посериозен настап на пазарот пред се заради изгледот кој потсетуваше на Голф. Таа исто така го лансираше моделот и во спортските WRC води, каде 4 пати едно по друго ги освои светските шампионски титули и во конкуренција на возачи и конструктори. Поставена на MQB платформата, сегашната шеста генерација, представена 2017-та, постави нови стандарди во класата од аспект на дигитализацијата, динамиката на возењето и безбедноста и може да се пофали со системи за поддршка на возачот кои се среќаваат само во повисоките класи. За жал, промените на пазарот, посебно после пандемијата, ја преполовија продажбата и од минатата година производството на Polo за европскиот пазар мораше од Шпанија да се пресели во Јужна Африка. Место да се повлече од пазарот како што беше планирано, можно е да доживее редизајн неопходен за продолжување на кариерата. Кога и дали тоа ќе се случи не се знае, но сепак е јасно дека Polo како култен модел на Volkswagen ја дефинираше класата германски субкомпакти, брзо еволуирајќи во автомобил со силен сопствен карактер. Заради тоа и успехот што го постигна е максимален. Ни своите 6 генерации глобално има освоено повеќе од 20 милиони купувачи. Со новите увозни мерки, претседателот Доналд Трамп сака да им помогне на американскиот автомобилски сектор. Па логично се поставува прашањето, кои се автомобили се најамерикански? Од нашата страна на Атлантикот политичарите немаат толку слух.
Не признавајќи дека се избрза со преамбициозните еколошки цели, Европската комисија соопшти дека ги препознала потребите на автоиндустријата и ги уплаши строгите правила за целосна забрана на возилата со мотори со внатрешно согорување после 2035 година. Сепак, непостојаните избрзани одлуки скапо ги чинат производителите. Главната промена во новите мерки, наречени автомобилски пакет, е што од производителите ќе се бара до наведениот термин да ги намалат просечните емисии на јаглерод диоксид за 90%, додека преостанатите 10% ќе можат да ги комбинираат со употреба на биогорива или користење ниско јаглероден челик. Ублажени се и стандардите за доставните и тешките возила, а новост е и воведувањето нова категорија автомобили. Исклучиво електрични со должина од 4,2 метри и произведени во Унијата, тие би имале поголемо учество во вкупната математика за просечните емисии. Истовремено се објавени и конкретни планови за финансирање на развојот и производството на батерии, како и намалување на административните оптоварувања и поедноставување на прописите и процедурите за хомологација. На автомобилската индустрија сега и предстои добро да ги анализира новите правила кои ќе и овозможат значително поголема флексибилност во планирањето на идните модели. Накупувачите пак да почекаат на конкретните резултати од тоа и на европските политичари да се свестат каква услуга им направија на кинезите. Имено со новите прописи се отвора поширок пат на плагин и возилата со продолжена автономија. А Кина исто како и кај целосно електричните возила предводи со овие технологии кои за европските производители не се целосно освоени. Конкретно, кинезите глобално испорачуваат 60% од електричните возила, некој процент повеќе од тоа плагин модели, а дури 99% од оние со продолжена автономија. Од друга страна, пак лидери во Европа со најголем процент учество на електричните и плагин моделите се германските премиум марки BMW, Mercedes и Audi, другите се далеку зад нив. Ако ги прескокнеме подлабоките анализи, како заклучок, може да се каже дека на европската автомобилска индустрија ќе й требаат големи средства да дојде до ниво кое политичарите го одредија. А во меѓувреме, кинезите ќе го преплават пазарот со своите модели, кои веќе ги имаат бидејќи нивната влада во последните 15 години им има поделено неверојатни 230 милиарди долари субвенции. Главна причина заради која дојде до промена на забраната од 2035 година да се продаваат возила со мотори на фосилни горива е што европската автомобилска индустрија се најде во пресвртница. Моделите кои сега се развиваат ќе бидат последни такви на пазарот, интересот за електричните возила во меѓувреме спласнува, а кинеската конкуренција ги наостри своите заби. Таму пак продажбата на европските марки колабираше, а ниту Америка повеќе не е ветена земја. Ако на ова се додадат и постојните геополитички проблеми со набавката на суровини, зголемените трошоци за работа и банкарски камати, се добива слика на апокалиптична драма и само можеби трошка надеж. Но за жал засега не може да се предвиди од која насока таа ќе дојде. Така и ќе биде се додека помасовно не се појават новите поевтини електрични модели што се подготвуваат. Дури потоа купувачите ќе можат да го кажат својот збор. Тие засега се воздржани и не сакајќи да ризикуваат, се одлучуваат за испробаното, кое сепак е со ограничен рок на траење на пазарот. А политичарите заборавија дека автомобилската индустрија во Европската Унија вработува преку 13 милиони луѓе и придонесува со 7% во бруто општествениот производ. Царините на Трамп длабоко влијаат на светските трговски текови, посебно на автомобилите.
Со децении разгрануваната глобализација во нивното производство и синџирите за набавка ги направи интернационален производ без разлика каде се одвива нивната финална монтажа. Трамп токму тоа сака да го смени, вршејќи притисок на автокомпаниите повеќе да произведуваат дома. А тоа нема да биде лесно, бидејќи увозните делови вградени во склоповите и компонентите има и во најамериканскиот автомобил. Тоа е Tesla Model 3, кој според аналитичарите што ги следат трендовите во индустријата има 88% домашна содржина. Следат Model Y со 85, Cybertruck со 83 и Model S и X со 80, колку што има и Ford Mustang. Зад нив се наоѓа Honda Passport и Jeep Wrangler, а изненадува високата содржина американски делови и во Volkswagen ID4. Но тоа е така само ако се гледаат комплетните склопови и компоненти. Ако пак тие се разглобат на составни делови, процентот на американската содржина драстично се намалува. Во следните два прилога се потсетуваме на старите добри мотори на согорување. Во напливот на електричните возила од Барселона доаѓа мелем на пасионираните традиционалисти во форма на Cupra Formentor VZ5, од чии 5 цилиндри се извлекуваат 390 коњи. Но прво ќе ве потсетиме на носталгичните V12 мотори, кои стануваат се поретки. Некогаш задолжителни за покажување на техничката надмоќ, V12 агрегатите денес се вистинска реткост. Скапи за производство и комплицирани за одржување ги изфрлија најпрво турбокомпресорите, а потоа и хибридните технологии. Останаа да живеат само кај најпрестижните по правило европски производители на суперспортски и луксузни автомобили. Еден од бастионите на кои се бранат овие агрегати се италијанските марки. Ферари ги нуди во моделите Puro Sangue и 12 цилиндри, каде од своите 6,5 литри испорачуваат 725, односно 830 конски сили. Истата зафатнина има агрегатот и на Lamborghini, кој хибридно засилен во Revuelto развива 1015, а во новиот феномено дури 1080 коњи. Значајно за италијанските машини е што максималната сила ја постигнуваат на 9250 вртежи во минута. Астон Мартин го има само Vanquish, кој со својот 5,2 литерски твин турбо со здрави 835 конски сили остана единствен да подсетува на славните времења на марката. Од британските производители, уште само Rolls-Royce ги негува V12 машините, кои ги нуди во сите своји модели. Тие од легендарната зафатнина од 6,75 литри, кај Phantom излекуваат 571, а кај Ghost и Cullinan и до 600 коњи. Германската технологија може да се сретне и кај Мерцедес, единствено во Мајбах, изданието на S-класата, чиј 6-цилиндарски твин турбо става на располагање 612 конски сили. За да не отидат во заборав, V12 машините се грижат и производителите на малосериски ултраспортски автомобили. Еден од нив е Pagani, за кој AMG оделението на Мерцедес испорачува 6-литарски звер со различна силина за различни модели. Доста интересен е и 4-литарскиот атмосферски агрегат на Cosworth, кој го користи Gordon Murray Automotive. Тежи само 178 кг и влегува во црвено над 11.000 вртежи во минута, при кој кај Т-33 развива 615, а кај Т-50 663 конски сили. И тоа не е се. Идната година треба да го очекуваме и Zenvo Aurora, чиј 6,6 литарски агрегат засилен со уште 3 електромотори испорачува дури 1850 коњи. Најмокниот серијски модел на Cupra по 2 годишна пауза се враќа во понудата. Formentor VZ5, иако бензинец,
тој лесно може да одговори на перформансите што ги ветуваат електричните автомобили, и тоа со душа и вистински емоции. Татнежот доаѓа од 2,5-литарскиот 5-цилиндерски мотор од Ауди, кој испорачува 390 конски сили, и издувниот систем потпишан од Акраповиќ, со забрзување од 0 до 100 км на час за 4,2 секунди и електрични ограничени максимални 250 км на час, Форментор се трансформира од кросовер во болид. Пошироките лакови на тркалата, редизајнираниот преден браник, гравираното лого ВЗ5 и ексклузивните 20-инчни алуминиумски тркала ги нагласуваат перформансните аспирации. За моќноста да биде добро контролирана се користи интелигентно и варијабилно распределување на задната оска за максимална тракција и подобрена динамика во свиоци. Високо перформансната поставеност е надополнета со специјално подесена спортска суспензија. За жал, оваа автомобилска посластица ќе биде наменета за само 4000 сладокусци. Испораките се закажани за првиот квартал на 2026 година. Тука ја превршуваме денешната епизода. Во името на Автомагазин ви посакувам среќна нова година, а ние се гледаме на третиот ден во следната година.